На македонска јавност. ВМРО-ДПМН пред локалните избори во 2013 година ги предупреди граѓаните на Струмица дека начинот на работа на СДСМ и нивната програма за Струмица се состои од празни зборови на хартија, без конкретни проекти, финансиска конструкција и временска рамка. Мандатот на актуелната локална самоуправа, предводена од СДСМ, е при крај. Проектите останаа нереализирани, а граѓаните на општината изманипулирани. И додека СДСМ се занимава со прашања штетни за македонскиот идентитет и нација, додека се занимава со монтирани судски случаи, ВМРО-ДПМН ги потсети за нивните нереализирани проекти во Струмица. Денес се наоѓаме во поранешната касарна на АРМ, која според програмата на СДСМ требаше да биде најмодерно, урбано место со изградба на многу објекти од јавен карактер, како противпожарна станица, отворен пазар, повеќе наменски игралишта и други. На ова место СДСМ и поранешниот градоначалник, а сегашен премиер Зоран Заев, ветуваа и изградба на мултифункционална хала за саеми и концерти. Во програмата на СДСМ стои дека во текот на нивниот мандат ќе изградат многу големи и иновативни проекти за Струмица, а меѓу нив и повеќе наменската сала. Мултифункционалната сала, според ветувањето на СДСМ, требаше да биде нов архитектонски символ на Струмица, а својата големина од 5000 метри квадратни требаше да биде објект од исклучителна важност за југоисточниот регион, кој ќе поседува голем број на туристи. Изградбата на повеќе наменската сала ќе придонесе за нов квалитет на живеење во Струмица. Стои во програмата на СДСМ. Еве како се реализираат и организира животот во Струмица. Па реално е да се постави прашањето: како ќе се реализираат проектите од програмата за живот во Македонија? Слично како и во новата програма на СДСМ, и во Струмица во 2013 година, СДСМ ветуваше многу, а реализираше малку. Тоа е образот кој СДСМ го имаат пред граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам.